Со порака дека е премногу и дека молчењето не е опција, ВМРО ДПМН излегува на улица на голем народен протест, кој што ќе се одржи на 18 јуни. Ова е одлуката која што ја донесе извршниот комитет на партијата, како што информираат од таму. Причината за протестот е кризата во државата и отсуството на било каква подготвеност за политички диалог од страна на власта. Главната цел пак е доаѓање до предвремени парламентарни избори. Протестот очигледно е изнуден и повеќе од неопходен. И затоа ги повикуваме сите граѓани да ни се придружат и во еден глас да соопштиме дека тие се оние кои ја даваат и одземаат довербата. Време е да се обединиме, а нашите граѓани се мудри и знаат да го направат вистинскиот избор. Повторувам, молкот не е опција. Протест за промени и подобар живот премногу е, ова е протест за промени. Владеачката СДСМ пак повторно со истиот став дека избори ќе имало за 2 години и ги повикаа претениците на опозицијата да ја прекинат блокадата. Сега, откако неуспешните блокади во собранието пропаднаа, редно е претениците од ВМРО ДПМН да ги закажат седниците на комисиите на кои кочат важни закони за граѓаните. Затоа што се види дека одолговлекувањето не носи ништо. Никој не добива, а граѓаните чекаат. Додека од СДСМ се цврсти на својот став, други пораки пристигнуваат од нивниот коалиционен партнер ДУИ, како што јавува порталот на албански јазик КД Политик, повикувајќи се на свој партиски избори, доколку повторно имаме европска блокада во јуни. Интегративците ќе гласале за предвремени парламентарни избори. Блокадата на парламентот од страна на опозицијата и можниот недостаток на европска перспектива со неопределување датум за преговори не оставаат друг избор освен одржување на нови парламентарни избори. ВМРО ДПМН останува на ставот дека активната блокада на собранието ќе продолжи наредниот период, се додека премиерот Димитар Ковачевски не ја прифати поканата за лидерска средба на која ќе се договори датум за предвремени парламентарни избори.